Црвениот крст е присутна на нашите простори од крајот на 19-тиот век, кога се појавуваат и првите форми на организирање за хуманитарна помош. Водени од желбата да се помогне на оние на кои има најпотребна помош, во повеќе средини се основаат облици на хуманитарно действување кои подоцна се обединуваат во формална структура во 1945 година. Од 1945 година до денес, Црвениот крст представува символ на надеж и помош за сите кои имаат потреба. Ова е приказната за 8 децении хуманост, солидарност и посветеност. Почетоците беа скромни, но со големо срце. Од првите чекори по Втората светска војна, низ сите кризи и предизвици, Црвениот крст беше тука. Војни, земјотреси, поплави. Секогаш на првата линија за поддршка. Водени од принципите на хуманост, непристрасност и доброволност, ја градевме довербата на народот. Денес, Црвениот крст е многу повеќе од символ. Тоа е мрежа од многу локални организации и илјадници волонтери. Обезбедуваме помош за најранливите категории на население. Унапредуваме здравјето и придонесуваме за поквалитетно живење во заедницата. Со нашите тимови за одговор при катастрофи, подготвени сме навремено да одговориме при итни ситуации. Градиме мостови со светот. Црвениот крст на Република Северна Македонија е дел од глобалното семејство на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Заедно со нашите партнери споделуваме искуства, знаење и помош. Гледаме кон иднината и се трансформираме со визија за поефикасна, современа и уште поактивна организација во служба на граѓаните. 80 години хуманост, 80 години заедно со граѓаните, институциите, локалните самоуправи, донаторите, партнерите. Испишавме успешни приказни и благодарни сме за поддршката, солидарноста и довербата.
Почитуван генерален секретар на Црвен крст Република Северна Македонија, господин Саид Саити. Почитуван градоначалник на општина Берово, господин Звонко Пекевски. Почитуван градоначалник на општина Бехчево, господин Александар Китански. Почитувана председателке, секретарке на општинската организација Црвен крст Берово. Почитувани представници од општините, волонтери, соработници и останати гости, добро вечер и добро ни дојдовте на денешниот јубилеен настан по повод 80 години од формирањето на Црвен крст. Идејата за хуманоста се родила во 1859 година од страна на швајцарскиот трговец Анри Динан, кој бил сведок на ужасите од битката кај Солферино, Италија. Тој со четворица угледни пријатели во Женева, Швајцарија, формирал Меѓународен комитет на Црвен крст и го регистрирал со заштитен знак Црвен крст на бело поле. Црвениот крст се темели на 7 принципи. Хуманост. Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина настана како резултат на желбата да им се помогне на ранетите на бојното поле и тоа без било каква пристрасност, како и да го спречи и олесни човековото страдање секогаш кога тоа е можно. Целта на движењето е да го заштити животот и здравието и да го почитува човекот. Промовира заедничко разбирање, пријателство, соработка и траен мир меѓу сите луѓе. Непристрасност. Не прави дискриминација врз основа на национална, расна, верска и класна припадност или политичко убедување. Настојува да ги олесни страдањата на поединците, водејќи се исклучиво од нивните потреби, но давајќи приоритет на најитните случаи. Неутралност, независност. Движењето е независно. Националните друштва, иако делуваат како дополнение на хуманитарните служби на владите и се предмет на регулирање на националното законодавство, мораат да ја зачуваат автономноста, за да можат да действуваат во секое време согласно со принципите на движењето. Доброволна служба. Тоа е движење за давање на доброволна помош кое не е инспирирано од материјални побуди. Единство. Во една држава може да има само едно национално друштво на Црвениот крст или Црвената полумесечина. Мора да биде отворено за сите и да ја извршува својата хуманитарна работа на целата територија во земјата. Универзалност. Сочинув имаат еднаков статус, одговорности и должности, взаемно да помагаат и делуваат во целиот свет. Црвениот крст на Република Северна Македонија е формиран на 17 март 1945 година, а е признат како национално друштво на Црвен крст од Меѓународниот комитет на 1 ноември 1995 година, а на 27 ноември 1995 година станува полноправен член на Меѓународната федерација на национални друштва на Црвениот крст и Црвената полумесечина, како 169-та членка на меѓународното движење. За да се оствари визијата на Црвениот крст на Република Северна Македонија на териториите на општина Берово и Бехчево, односно да се действува, да се поттикнат и промовираат хуманитарните вредности за навремено одговарање на современите хуманитарни предизвици, а решена да направи повеќе, а да го направи нештото подобро, за да стигне што подалеку, Госпоѓа Емилија Џамбаска-Буровска, секретар на општинската организација Црвен крст Берово, работи напорно и пред се хумано. Ја повикувам да земе збор, да ги поздрави присутните гости на денешниот настан, а веднаш после неа ја поканувам председателката на Црвениот крст Берово, госпоѓа Јованка Белчовска, да ви се обрати. Повелете.
Почитуван генерален секретар на Црвен крст на Република Северна Македонија, господин Саид Саити, почитуван градоначалник на општина Берово, господин Звонко Пекевски, почитуван градоначалник на општина Пехчево, господин Александар Китански, почитувани соработници, волонтери, членови, почитувани гости, почитувани присутни. Добро вечер и добродојдовте на денешниот јубилеен настан по повод 80 години од формирањето на Црвениот крст на Република Северна Македонија. 80 години ние гледаме луѓе. Приказната за Црвен крст започнува со човекот Анри Динан, кој е основачот на оваа меѓународно движење. Анри Динан во 1859 година ги има документирано страшните страдања на битката кај Солферино во Италија. Сеќавањето за Солферино ја потикна неговата хуманитарна визија за формирање национално друштво за помош и грижа на ранетите за време на војна. Можеби денес иницијативата на Анри Динан за помош на ранетите војници е променета, но сепак човековото страдање не се промени. Светот секогаш ќе се соочува со нови кризи и предизвици. Во текот на нашите 80 години историја, ние одговаравме на предизвиците и продолжуваме да го правиме тоа и денес. Ние сме овде да промовираме волонтерство, да обезбедиме услуги за најранливите категории на граѓани, да промовираме мир и толеранција. Во овој момент би сакала да изразам благодарност до сите волонтери, членови, подржувачи, вработени лица кои ја граде организацијата во изминатите години. Сите овие луѓе веруваа во идејата дека заедно можеме да изградиме похумано општество за сите нас. Ние сме организација отворена за сите, да пружиме човечност и подршка на луѓето, на кои е најпотребно, како и на место и дружба, нови пријателства, партнерства и соработка. Ново и нашо јубилеј на Црвен крст на Република Северна Македонија го славиме нашето долго патување и ја потврдуваме нашата посветеност на нашата хуманитарна мисија. Благодарам. Добро вечер и од мене. Чест и задоволство ми е да ве поздравам сите вас и да ви се заблагодарам за вашата присутност на овој настан, кога го одбележуваме 80 години од постоењето на Црвениот крст на Република Македонија, а посебно сакам да се заблагодарам на присуството на генералниот секретар на Црвен крст на Република Северна Македонија, господин Саид Саити, на градоначалникот на општина Берово, господинот Звонко Пекевски, и на градоначалникот на општина Пехчево, господинот Александар Китански. Како што веќе беше спомнато, идејата за формирање на една организација која ќе помага на луѓето секогаш кога за тоа има потреба е поттикната од Анри Динан, кој што е швајцарски трговец, и кај нас таа идеја се реализирала со формирањето на Црвениот крст на 17 март 1945 година. Од тогаш па до сега, овие 80 години, не се малку време и во нив Црвениот крст се среќавал и действувал во многу тешки времиња на социјални, економски и политички кризи, меѓутоа тој секогаш бил активен и секогаш своите активности ги прилагодувал на потребите на луѓето. И при тоа, она што останало исто, иако се менувале секогаш активностите, биле принципите на кои што почива Црвениот крст, а тоа се како што веќе беа спомнати: хуманост, доброволност, единство, универзалност, независност, непристрасност и неутралност. Денес ние сите сме сведоци на постојано уништување на човечките животи. Нема ден кога во медиумите или на социјалните мрежи не слушаме за некои несакани настани, било тоа да се предизвикани од несреќи, од војни судири, од болести, од природни катастрофи. И токму во вакви услови работата на вработените во Црвениот крст и на нашите волонтери е уште поголема и позначајна, затоа што оваа работа е насочена кон заштита на животот и здравјето на човекот и кон достигнување, односно кон почитта на човекот, да се зачува почитта на човекот. И токму поради тоа,
Ние секогаш сме тука за да помогнеме, ама една единствена работа е да не правиме дискриминации или како што вели самото мото, ние гледаме луѓе, за нас сите сме исти, без оглед на раса, на религија, на националност или на политичка или на класна припадност. И ние, како општинска организација на Црвен крст Берово, се трудиме да го дадеме својот допринос за да направиме едно поубаво место на живење за работа и за живење и за работа и на тој начин да постигнеме и да направиме уште подобро и похумано општество во кој сите ќе бидеме позадоволни и посреќни. Се надевам дека ќе продолжиме успешно по патот по кој што денес одевме и дека уште многу години ќе прославуваме вакви годишнини и јубилеи како што сега го прославуваме 80 години од постоењето на Црвениот крст на Република Македонија. Благодарам. Голема чест и задоволство ни представува што денеска меѓу нас на овој важен настан е генералниот секретар на Црвен крст на Република Северна Македонија, господинот Саид Саити. Го поканувам да земе збор и да ве поздрави. Повелете. Благодарам. Добро вечер и од мене. Честа е денеска моја што имам можност да бидам со вас заедно во Берово во името на нашата организација на Црвениот крст. И јас на почетокот би сакав да ги поздравам председателката на Црвениот крст Берово, секретарката, исто така на општинската организација, градоначалникот на општина Берово, градоначалникот на општина Пекчево, мојот пријател професорот Дујовски и сите останати присутни во салава. Овој месец баш сме онака растрчани, би рекол, одиме на секаде скоро во државата наша и сретнуваме и се среќаваме со добри луѓе, со пријатни луѓе како што сте вие вечерва тука. А повод е одбележувањето на нашиот голем јубилеј, 80 години на нашата организација. Знаете, ние сите милуваме да го кажеме тоа, но при тоа треба да се подсетиме дека на територијата на нашава денешна држава Црвениот крст постоел и живеел малку поодамна, што е еден доказ дека од секогаш на овие простори имало хуманост, имало солидарни луѓе. Тоа што 45-та некои сплет на околности, некој развој нели на историјата и на настаните се формира денешна организација, тоа е само еден податок, една бројка, но навистина организацијата или идејата за Црвениот крст на територијата на Македонија живее веќе повеќе од 100-120 години. Сите сме некако среќни овие денови за тоа што ни припадна честа да ги прославиме овие години, да го прославиме овој јубилеј. И тоа е добро и тоа е многу пријатно, горди сме поради тоа секако, но кога прославувате таков јубилеј, онда не можете да не бидете честен и коректен према луѓето, према сите тие што пред нас се вградиле во организацијата, придонесувале, направиле еден Црвен крст кој денеска ние го уживаме, или го живееме и имаме обврска истиот да го унапредиме и да го трансформираме понатака и да го прилагодиме нели на современите потреби. Низ времињата, почнувајќи од најраните години после 45-та, секако дека бевме на помош на луѓето непрекинато, почнувајќи од, би рекол, првиот предизвик на поновото време, ако се ориентираме од 45-та, тоа е онаа бегалска криза на децата, односно луѓето бегалци од Егејскиот дел на Македонија, каде што Црвениот крст велат дека навистина бил на висината на својата задача, онда би ги набројал сите оние подоснежни предизвици од типот на поплавите во Скопје, земјотреса 63-та година, бегалските кризи, пред тоа кризата босанска, косовската и така натака, внатрешната криза, се до оние неодамнешни нели предизвици кои се надевам дека никогаш нема да не се повторат, вклучувајќи ја пандемијата и се останато што се случуваше околу тоа. И тука навистина бевме, барем сметаме дека бевме на висината на задачата и од тој аспект гледано и кажано,
бевме подготвени, ги гледавме луѓето за цело време, ги уважувавме, ги почитувавме, делувавме заедно со нив. Гледано од денешен аспект, од денешна перспектива, е време кога Црвениот крст треба да се и реорганизира, би рекол, и редефинира содржински, затоа што делува во едно ново време и во еден нов контекст. А тој нов контекст го прави, можеби, оној моментот што ние го нарекуваме динамичен техничко-технолошки развој на светот, кој од една страна носи многу придобивки и е корисен, од друга страна, ако се обидеме да ги најдеме лошите страни, тој остава многу големи последици за кои некој треба да се грижи. И кога е Црвен крст тука, онда тој секако знае да ги препознае моментите и аспектите околу кои треба да превземе и обврска и треба, нели, да се постави како што и досега се поставуваше. Развојот, нели, во светот остава последици по луѓето, остава последици по младите луѓе, по возрастните и така натак. Црвениот крст, нарекувајќи се, односно ние нарекувајќи се самите себе си совеста, нели, на современото живење, апсолутно овие генерации сме подготвени заедно со сите оние, нели, волонтери вработени денешни во организацијата да ја превземеме одговорноста за дел од состојбите, да подготвиме одговори кои ќе значат нивно надминување, нивно отстранување. Овие денови ги гледам младите, ги гледам сите присутни во салите кои се преполни, би рекол дека кај нив на вистина постои апсолутна подготвеност, нели, да се превзема следниот чекор. Тоа значи дека кога во вашите редови имате така посветени луѓе млади, такви волонтери и вработени, кога имате поддршката на пошироката заедница, пред се локално делувајќи поддршката на градоначалниците и сите оние субјекти, партнерите наши локални, тоаш на вистина сите предпоставки се создадени да ние како организација и понатака бидеме посакувани партнери за соработка и на локално ниво, и на национално ниво, па и пошироко. Црвениот крст на Македонија создаде многу добри приказни во минатото во дел на амбициите што ги имаше да се помогне и регионално, па и универзално. Гледано така, на вистина, сме среќни што организацијата ни е здрава од внатре, што организацијата знае да си ги постави своите работи и обврски, знае да се долгорочно постави и од тука гледано и кажано, на вистина не постои зима, би рекол, за нашата организација. Напротив, ние уште еднаш ќе покажеме нашата дополнителна амбиција да си ги преземеме нашите одговорности и обврски и да создадеме дополнителни предпоставки, хуманитарни ефекти, би рекол, и со сето тоа, со нашето делување да ја направиме нашата држава поубаво место за живење за сите. Еве јас во ова пригода и прилика сакам да го честитам уште еднаш нашиот голем јубилеј 80 години Црвен крст на Македонија со една желба дека и очекување дека и наредните 80 години, нели, ќе бидат такви и уште побогати и подобри од овие изминати, затоа што времињата нови веројатно сите нешта ги подобро и квалитативно подобро ги представуваат. Уште еднаш нека ви е честит, нека ни е честит јубилеот, да сме здрави и живи и да се радуваме само на вакви моменти убави и вакви пригоди. Ви благодарам многу и за честа и за приемот опит. Црвениот крст е хуманитарна организација која работи на спречување и ублажување на човековото страдање, заштита на животот и здравието, унапредување на социјалната состојба, обезбедување почит и достоинство за човековото битие, а особено во случај на несреќи и катастрофи го промовира меѓународното хуманитарно право и хуманитарните вредности, поттикнува доброволно ангажирање и постојана подготвеност за давање помош, како и универзално чувство за солидарност и хуманост. Почитувани присутни, сега предлагам со внимание да погледнеме едно кратко видео на кое се презентирани активностите кои одбележуваат работата на Црвениот крст во изминатиот период.
секоја заедница, таму каде што е потребна грижа, поддршка и солидарност, Црвениот крст во партнерство со локалните самоуправи секојдневно прави разлика во животот на луѓето. Преку услугите за помош и нега во домот, обезбедуваме топлина, внимание и неопходна грижа. Добар ден, јас сум. О, добро утро, Дајким. Што прежбаве, добро си ме? Седи, не мора да стануваш. За денес имаме леќа. На здравје, некаде е ручекот. Гледаш ја бокс? Погодено е денеска. Може овчиња да ги донесам сега? Ајде, Дајким, погреби. Ај сега да си легнеш малку да се одмориш. Со услугата Итно копче, на старите лица им овозможуваме брза и сигурна помош со само еден притисок. 24 часа на ден, секој ден. Добар ден, господја Христина. Марија на телефонот Итно копче, ни се вклучен алармно, дали сте добро? Дали може да ми опишете ситуацијата што се случи? Во ред, господја, не се секирате, ќе биде испратен тим кон вас. Санитарниот транспорт е услуга што им овозможува на лицата со ограничена подвижност безбедно и навремено да стасаат до здравствените установи. Црвен крст Итно копче, повелете, кој датум ви треба транспорт? Добро, во колку часот? Транспортот ви е закажан на 17:08 по 8 часот. Имајте убав ден, пријатно. време на природни катастрофи, нашите тимови на волонтери се меѓу првите што реагираат со храна, вода, за солниште и неопходна помош за погодените семејства. Брзата и организирана реакција е резултат на силната соработка со институциите, волонтерите и заедниците.
дневните центри за стари лица, лица со попреченост, Центар за прва помош, Центар за ментално здравје се само дел од формите преку кои волонтерите на Црвениот крст се грижат за поквалитетен живот. Овие услуги се повеќе од помош. Тие се израз на хуманост, солидарност и заедничка одговорност. Со локалните самоуправи, волонтерите и сите кои веруваат во силата на добрината, ја градиме иднината на нашата заедница, безбедна, хумана и исполнета со грижа за секого. 80 години ние гледаме луѓе. Подготвени сме и во наредните 80 години заедно со вас да ги гледаме луѓето. Осврнувајќи се наназад на нашата богата историја и поддршката која ја обезбедуваме за многу луѓе, свесни сме дека нашите постигнувања не би биле можни без поддршката на локалните заедници, структури и поединци кои несебично дадоа поддршка таму каде што беше најпотребно. Во оваа насока сакаме да врачиме признание на градоначалниците на двете општини, Општина Берово и Општина Пехчево, кои секогаш се тука да го поддржат Црвениот крст во неговите активности и акции. Признанијата ќе ги врачи генералниот секретар на Црвен крст, господинот Саид Саити. Повелете, најпрви го повикувам градоначалникот на Општина Берово, господинот Звонко Пекевски, да ја прими плакетата за неизмерна соработка со Црвен крст. А сега го поканувам градоначалникот на Општина Пехчево, господинот Александар Китански, да ја прими плакетата за соработка со Црвен крст. Волонтерската работа е важен аспект што влијае врз способноста на општеството да се справи со различни видови на социјални предизвици и безбедносни закани и катастрофи. Заради тоа, постојано се трудиме да ги инспирираме младите луѓе за вредностите на волонтирањето и ангажманот во Црвениот крст. Група волонтери во Општинската организација Црвен крст Берово, ученици во Општинското основно училиште Дедо Илјо Малешевски Берово и Општинското средно училиште Ацо Русковски Берово имаат подготвено рецитали во чест на денешниот настан 80 години постоење Црвен крст. Предлагам со внимание да ги погледнеме. Повелете. Хуманоста е светлина што не гасне, вечен огин во душата што гори. Таа не познава граници, ниту време, се раѓа во секој што љубов носи. Кога светот е мрачен, а болката се засенува, тогаш љубовта е таа што не се предава. Дојди, пружи рака, да ја почувствуваш во грижата за другиот вистинската сила. Кога очите се исполнети со солзи, ти биди оној што го лекува секој плач и рана. Нема зборови, нема понуди поголеми, само душата што помага никогаш не заборава. Хуманоста е светлина што не гасне, вечен огин во душата што гори. Таа не познава граници, ниту време,
се раѓа во секој што љубов носи. Нема бариери, нема граници. Секој во себе светлината нека ја носи. Тогаш светот ќе биде место за мир, а хуманоста нашата вистина. 80 години ти славиш, носиш надеж, живот и сила, во срцата на сите ти живееш. Со рака протегната, помош да дадеш, во секој миг ти љубов да шириш, се жртвуваш за живот да спасиш. Хуманоста е светлина што не гасне, вечен огин во душата што гори. Таа не познава граници, ниту време, се раѓа во секој што љубов носи. Ти не се плашиш од мрак и болка. Со посветеност, со срце полно, ти ја градиш светлината на новото утро. Ти си тој што дава насмевка и мир. Црвен крст. Без тебе светот би бил без љубов, без солидарност, без воља. Хуманоста е светлина што не гасне, вечен огин во душата што гори. Таа не познава граници, ниту време, се раѓа во секој што љубов носи. Крводарителите играат голема улога затоа што спасуваат нечий живот секој ден. Секоја капка крв е лек за многу пациенти. Со дарувањето крв, со дарувањето плазма, даруваме живот. Се подпираме на искуствата и компетенциите на крводарителите на Црвениот крст во дизајнирањето и спроведувањето на нашите хуманитарни активности со цел да бидеме обединети во нашите планирања, насоки и посакуван напредок. Го поканувам господинот Горан Тасевски, член на раководниот одбор на Црвениот крст Берово и дарител на крв над 50 пати, да ве поздрави и да даде кратко излагање за неговото искуство како долгогодишен крводарител. Повелете. Добро вечер од мене. И на мене ми е чест и задоволство што сум тука присутен да кажам неколку зборови за мојата хуманост. Значи, пред се честитки за 80 годишнината од Црвен крст на Македонија. И на мене ми е голема задоволство ми е што сум веќе трет мандат во собранието на Црвен крст, на Општинскиот Црвен крст, во последниот мандат и член на раководниот одбор. Дарувам крв одавна, значи 50 пати, дали е тоа малку или повеќе или многу. Јас не би правил градација на тоа, значи едно дарување е премногу и 150 и 200 дарувања, значи не треба да викаме дека има поголеми или помали дарители на крв. Значи секоја капка крв е драгоцена. За жал јас тука застанав на 50 од здравствени причини. Апелирам до сите кои што можат да даруваат крв, да дарат живот. Плюс, мене ми е жал што тука престанав, ама да се надевам отиче ги надминеме тие проблеми, па да продолжам со моето дарување. Иначе многу ми е криво што престанав тука, да кажеме. И уште еднаш апел, поздрав до сите присутни, апел до сите здрави лица кои што можат и треба да даруваат крв. Треба секој барем еднаш да дарува крв, ќе види дека тоа убаво и ќе продолжи понатаму. Ви благодарам. Волонтерството е доброволно давање на услуги, инспирирано единствено од слободната волја, а не од желбата за материјална и финансиска добивка, која има за цел намалување на ранливоста на населението во согласност со принципите на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Младите во секоја една организација на Црвен крст
се организираат во клубови на млади. Нивните активности се насочени кон унапредување на здравјето, ублажување на социјалните проблеми, преку организирање на хуманитарни акции, дејствување во итни ситуации, обучувачи на младата популација за заштита и самозаштита, стекнување на вештини од прва помош. Општинската организација Црвен крст Берово има млади ентузијасти, волонтери кои се вредни, трудолюбиви, креативни и пред се хумани. Една од нив е Ефимија Буровска, волонтер во Општинската организација Црвен крст Берово, младински координатор и член на екипата на надпревари за прва помош. Ја поканувам да ни раскаже за активностите на младите волонтери од младинскиот клуб при Општинската организација Црвен крст Берово. Повелете. Почитувани присутни, денес ми представува огромна чест и задоволство што имам можност да споделам дел од моето искуство како младински координатор на Црвениот крст. Оваа улога за мене не беше само обврска, туку привилегија, посветеност и неизмерна хуманост што ја носев со гордост. Од самиот почеток, кога станав дел на Црвениот крст, знаев дека оваа организација не овозможува само волонтерско искуство, туку начин на искажување на вистинска емпатија, солидарност и тимска работа. Секојдневно се соочуваме со различни непогоди во општеството, кои единствено може да се надминат со дејствување на повеќе луѓе. Со тоа, на најпогодените им се пружи помош која од неголемо значење. Особено искуство кое за мене беше значајно е надпреварите по прва помош, на кој на почетокот учествува само како ученик, а потоцни како дел од организацијата на Црвениот крст. И преку надпреварите имав можност да научам и практично да ги применам животоспасувачките техники кои не подготвуваат нас, младите, да реагираме навреме во итни случаи и со голема самодовера. Да се биде дел од Црвен крст, значи да се биде дел од нешто поголемо од себе. Да се дава дел од времето, за преку труд, работа и љубов, да се создаваат позитивни промени. Ние продолжуваме со иста енергија, мотивирани од нашата мисија, хуманост, посветеност и солидарност. Ви благодарам. Не смеете да ја загубите вербата во хуманоста. Хуманоста е океан. Ако се заматат неколку капки, нема и целиот океан да биде валкан, рекол Махатма Ганди. Хуманоста не е одлика на духовно сиромашните. Хуманоста ја отсликува големината на еден човек. Таа е најчовечната особина и доблест на секој еден поединец. Таа е дел од принципите на еден граѓанин. Дел од животната етика. Предлагам да ги слушнеме стиховите посветени на хуманоста од ученичките Марија Александровска, 3 клас под менторство на професорката Даниела Трнковска и Лина Велковска, 1 клас под менторство на професорката Новка Тасевска од Општинското средно училиште Ацо Русковски Берово, кои воедно се и волонтери во Општинската организација Црвен крст Берово. Повелете. Хуманост. Во светот на брзи промени, технологија и високи стандарди, често забораваме на она што не прави навистина луѓе хуманост. Секој ден сме сведоци на неправди, пречки и усаменост, но исто така во себе носиме моќ и потенцијал да станеме светлина во животот на некој друг. Хуманоста не е само збор, таа е дело, мисла, поглед,
искреност и символ на емпатија. Таа е моментот кога помагаме без да бараме нешто за возврат, кога слушаме со срцето, а не само со ушите, кога ја разбираме болката на другиот како своја. Во денешно време, кога луѓето се повеќе се оддалечуваат едни од други, токму хуманоста може да биде мостот што ќе не обедини. Да бидеме хумани значи да го избереме доброто и тогаш кога никој не го гледа. Да ја пружиме раката на оној што паѓа, да ја споделиме радоста со оној што ја нема. Да покажеме дека љубовта и добрината не се слабост, туку најголемата сила. Секој од нас има можност да стане најдобрата верзија од себе, не преку богатство или моќ, туку преку делата што оставаат трага. Вистинската вредност на човекот не се мери со она што го поседува, туку во љубовта што ја дарува. Нека не ни биде потребен посебен повод за да бидеме хумани и нека хуманоста биде нашиот избор секој ден и секој миг. Хуманост. Да се биде добар човек и хумана личност е епитет кој е посакуван од секој поединец, кој има намера и идеал да остави трага зад себе со своето постоење. Секоја единка сака да биде добра и хумана личност, да се докажува и доживува себе си преку многобројните активности, затоа што важно е делата да сведочат за нас и тогаш кога нашето постоење нема да биде сегашност, а нашето живење ќе биде носено од заборавот. Уште од најмали нозе ние, децата, се учиме да делиме, да се социализираме, да другаруваме, да се дружиме со луѓето од нашето окружување и пред се да бидеме одговорни и да ги исполнуваме дадените задачи во училиште, но и во приватниот живот како предуслов за успех. Сваќаме дека убавината на живеењето е во исполнувањето, споделувањето и доживувањето на нештата, во начинот на давање и земање, како клучно и основно во созревањето и растењето. Со тек на време учиме и осознаваме за двете крајности – себичност и хуманост. Верувам дека човек не се раѓа хуман, тој таков станува со тек на време. Затоа ги почитувам хуманите луѓе. Имам целосен респект кон нив и нивните финансии. Финансиските можности на сите се ограничени, но да се направи добро дело не значи да се вложи нешто. Тоа може да се изведе на различни начини. Може да се организираат повеќе активности преку кои ќе се соберат средства и ќе се донираат онаму каде што е потребно. Неколку вакви активности успешно беа организирани и во нашето училиште. Првата беше активност со продажен штанд, а парите ги дониравме кај децата без родители. Потоа беа организирани фудбалски турнири со цел собирање на парични средства за помош во лекувањето на млада девојка. Мотивите беа добри, но треба да се приклучат повеќемина. Особено треба да се направи нешто на ниво на држава, затоа што секојдневно сме сведоци на објави по социјалните мрежи и на телевизија, каде се барат хуманите луѓе да донираат со цел да се помогне и да се спаси нечи живот. А ова говори многу. Хуманоста си има свое значење, но она што е најважно е да се обидеме да бидеме хумани, онолку колку што ни дозволуваат нашите услови и можности. Да се обидеме да придонесеме за општото добро на нас и на сите околу нас, но и да делуваме и да издействуваме промени за подобро утре, бидејќи светот останува на нас, младите.
Општинската организација Црвен крст Берово е доброволна, самостојна, независна хуманитарна организација која действува на територијата на општина Берово и општина Бехчево. Низ годините, оваа организација има организирани активности за подигање на свеста кај населението, за превенција од заразни болести, ширење на знаењата за прва помош, спроведување на општински надпревари и учество во државни надпревари по прва помош, организирање на курсеви по прва помош за кандидати за возачи, а како една од поголемите активности на Црвениот крст Берово е крводарителската акција. Помошта на ранливото население се обезбедува преку собрани акции на храна и облека, кои се спроведуваат преку училиштата, но и со лична посета на семејства. За време на пандемијата со COVID-19 се забележа зголемување на побарувањата за помош од ранливи категории. Во тој период, со многу мерки, со почитување на протоколи, беше посветено внимание и грижа кон лицата со ризик. Големите пожари што настапија во 2021 и 2024 година во Малешевскиот регион предизвикаа огромна и непроценлива штета. Во хуманитарните акции во тој период се вклучија многу волонтери од Берово и Бехчево и дистрибуираа храна и вода до сите учесници во гасењето на пожарите, како и што волонтираа во хуманитарните пунктови. Денес, Општинската организација Црвен крст Берово ги спроведува своите планирани програмски активности во делот на дисеминација, превентивно здравствена дејност, крводарителство, подготвеност и дејствување при катастрофи, социјално-хуманитарна дејност и млади. Сега предлагам да погледнеме уште едно видео на кое се представени сегашните активности и иницијативи на Општинската организација Црвен крст Берово. А додека се прожектира видеото, ние ќе продолжиме понатаму со програмата. Во музичката школа Узум, под менторство на Жаклина Коловска, жена која знае да биде хуманитарец, жена која знае да помогне кога некому му е тоа најпотребно, членуваат ученици со музички компетенции, ентузијасти, хуманисти како својот ментор, а воедно и волонтери во Општинската организација Црвен крст Берово. На почетокот ги слушнавме со една прекрасна македонска песна, а сега повторно ќе уживаме во нивниот настап со уште неколку музички номери. Повелете.
Ќе искористам мала прилика да го честитам големиот јубилеј 80 години Црвен крст на Република Македонија. И еве една убава порака до возрастните. Нашата мисија на мене и на мојот сопруг, и еве јас ја продолжив со нашите ученици, освен музичка порака, ние секогаш праќаме и хумана порака, и нека биде тоа порака до возрастните, на младите таленти и музички, но и на сите граѓани, да им пренесеме една порака, да бидат хумани и да даруваат помош и крв секогаш онаму каде што е потребно. Споредувајќи го светот во кој денес живееме со нашите почетоци, ќе увидиме дека целите на хуманитарната работа не се разликуваат многу, но општата состојба во светот е многу посложена, што наметнува изнаоѓање на нови приоди и пристапи за ефикасно делување во сите сфери на действувањето. Но сепак, ние продолжуваме да гледаме луѓе и во децениите што ни доаѓаат. Овде сме да бидеме помошно тело на локалните власти и заеднички да работиме кон спречување и ублажување на човековото страдање, заштита на животот и здравието. Нека е честит јубилејот 80 години постоење на Црвен крст. Да бидеме хумани, непристрасни, неутрални, единствени, независни, универзални. Ви благодарам за вниманието и ве поканувам на скромен коктел.